Значи никој ништо не проблематизираше и вечерта во 19:01 беа проблематизирани изборите, СДСМ одби да влезе у парламентот. Тука е важна причината. Значи причината беше имало фантомски гласачи. Значи причината за кризата всушност беа тие фантомски гласачи. Од тука се тргна. Фантомски гласачи во избирачкиот список, значи во избирачкиот список има фантомски гласачи. Тоа е Фантомски суштината гласачи. и почетокот на политичката криза Тоа е во суштина. Македонија. Тоа не само што беше причина за почетокот на кризата, туку тоа беше причина и за одолжување на кризата, бидејќи изборите беа закажани во април 2016, на два пати се одложија. Исто така причината беше наведена како фантомски гласачи. И не се најдоа фантомски гласачи. Токму тоа што говорам, значи основната причина и повод поради кој што настана кризата всушност се виде на крај дека е непостоечки. И ние всушност имаме криза 3 години, за на крај на кризата да заклучиме дека причините за кризата всушност се невалидни. Точно. Причините за кризата се измислени. Според сите анализи и според сите информации, околу 35.000 гласачи во Република Македонија кои изминатите 10 години не се имат појавено ниту едни избори, дали стана збор за локални, парламентарни или председателски избори. На последните избори на 11 декември тие 35.000 луѓе гласа за СДСМ. Има еден податок дека 32.000 гласачи кои не гласали изминатите 10 или 15 години на ниту едни избори во Република Македонија, кои абстинирале, кои на ниедни анкети не се појават или на анкети кога ќе ги анкетирате велат не гласаме, ви спуштаат телефон, сега се појавиле 32.000 лица, се појавиле нови избори. Некој нив ги мотивирал. 35 според 35. процени, да. 35.000 луѓе кои изминатите 15 години воопшто не Во изделиле изминатите неколку изборни циклуси еве да на земеме гласачко место. 2006, 2008, 2011 имавме ние 10-11 изборни циклуси. Да, Како некој може да ги натера тие 35.000 луѓе да гласаат? Токму сега, токму нови избори и што е, ајде да речеме тригерот, што може да ги натера тие луѓе да излезат на гласање? Па добро се, тука ќе шпекулираме, има некои причини кои што се не политички, кои што се не идеолошки, но Се финансиски? не би сакал да шпекулирам. Јас секогаш работам со податоци, но има и таква теорија. Да се разберем, има и таква теорија, иако Дека им е платено. Може ли проценка да направиме колку по таа основа се донесени гласови за СДСМ? 20 на 25.000 гласови има од млади Значи кои со овие се кои донесени. не гласале изминатите 10-15 години и со овие кои нови начин, тоа веќе доаѓаме до бројката од 60. 60, да. Имаме после трета бројка, тоа со овие ромски гласови кои се социјални гласови по трета, четврта, втора изборна единица. Затоа им беа потребни оние унакрсни испитувања кои беа правени во Државната изборна комисија, па Фросина Раменски како министер за труд и социјална политика. Затоа беше труд и социјала битна, да. Битна да се земи. Да се видат И затоа социјално ранливите групи. Затоа ВМРО не падна толку многу во трета и четврта изборна единица колку што СДСМ порасна и беа токму тие социјални групи, ромски, турски и така натаму македонски кои се на работ на социјална екзистенција, тоа се направи. Колку по ваши проценки да речеме од тие контингенти доби СДСМ плюс гласови? Во третата и во четвртата некаде мислам дека имаше по околу 7-8 такви гласови. Значи некако околу 15. 7-8 гласови, да. И остатокот значи се албански гласови.